почитувани мој добар ден. Стартуваме со вашата црвена линија, а денес ќе зборуваме за нешто што полека зема замав. Во Македонија рекордни нови 769 случаи во изминатото деноноќе и тоа реинфекции поприлично многу на COVID. 207. И на Балканот не е поинаква ситуацијата. Во Грција 7500, Србија 3912, Бугарија 1862 случаи, Албанија 1846 и Црна Гора нови 926 случаи. А не е случајно и што јас вака ја носам маската, бидејќи најверојатно треба се повеќе да се придржуваме кон мерките. Црвена линија на 02307667 ве прашува дали се поценете новите мутации на COVID вирусот. Го имаме и гледачот кој што ќе го вклучиме веднаш по објавувањето и на анкетата која што ја имаме на Инстаграм за денес. Ве прашуваме дали треба повторно да се преземат рестриктивни мерки. Одговарате со да и не и резултатите како што бива ги објавуваме веднаш по рекламите. Да не должам јас многу долго и да не го оставаме првиот гледач во црвена линија, веднаш го вклучуваме и велиме добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Секој добро. Се надевам дека сте ми во добро здравје. Вие сте во црвена линија, па повелете. Вака се. Овој вирус, науката кажува дека во толку топло време вирусот тешко екзистира. Тоа значи дека е лабораториски направен од овие глобалистиве сатанисти што сакаат да го уништат светот, да го намалат на 500 милиони со војни, со вируси, со болести, со ГМО храна и така натака. Дали вие го прележавте, еве тоа сака да ве прашам, дали вие го прележавте вирусот? Како е вашето искуство? Само да докажам, ќе ми отиде времето, ако може. Значи, вака сега. Дали приметивте дека кога почна војната во Украина, вирусот полека на брзина го снема? Тоа не може да биде случајно. Случајности не постојат после 2 години вирус секој ден. Што грешат нашиве, како да ги наречам, неспособни во власта? Тие треба да ги затворат, не да ги затворат границите, него секој што ќе влезе, странец, наш човек, од одмор, од вамо, од тамо, да го проверува дали има вирус. Што е проблем да го проверат? Значи, тоа е основната грешка што ја прават. Значи, тоа потитно треба да се направи и да се вратат маските. Ја тоа го кажувам. Еве. 90 секунди е времето. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Еве, го слушнавме и првото размислување кога веќе зборуваме на темата COVID. Ке повторам, во Македонија имаме рекордни нови 769 случаи, тоа за едно деноноќе. Факт е дека започна на големо летната туристичка сезона. Многу прослави, многу свадби, веридби и се разбира многу здружување. Дали е тоа можеби причината и еве дали сметате дека треба повторно да се преземат рестриктивни мерки? Добар ден од црвена линија. Добар ден. Секој добро, еве. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Овој ќе ви кажам, овој демагогот претходно што ви се јави дека не шири лажни вести, нека се понаша како граѓан на Република Македонија, а не да кажува некои негови глупости. Без навредливи зборови, ве молам. Секој си има не право да каже. Комисија за разни болести е таа е должна која што треба да ги врати мерките поново да се употребуваат во градски сообраќај, во поголема толпа на луѓе, во здравствените домови, во аптеки и така натаму, затоа што веќе гледаме овој што е под вирус, има голем замав земено, не само кај нас, во Грција, Бугарија, секаде има земено. Затоа јас ќе му препорачам на Комисија за разни болести поткитно да изгледат со рестриктивни мерки, било да се то и свадби, и диско клубови и така натаму, затоа што многу е лесно после тоа да ние правиме некои рестрикции. Рестрикциите се прават сега.
Затоа јас би му посакал на тие членови на Комисија за заразни болести што подхитно да ги вратат маските онака што беа и порано. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, еве, што одвоивте време и се вклучивте во денешната дискусија на Црвена линија. Меѓу другото, еве сега, додека го очекуваме новиот гледач на 023076677, еве јас ќе побарам од гледачите, бидејќи знаете, можете да останете анонимни кога се јавувате, дали некој можеби во моментот и има ковид или можеби трпи реинфекција, па какво е вашето искуство? А што ќе каже следниот гледач, ќе слушнеме во овој момент во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, верувам дека сте ми во добро здравје. Да, дали се слушаме? Одлично ве слушам, повелете. Вака сега. Пред се треба најригорозни рестриктивни мерки да се воведат во врска корона. Како второ, ќе бидам краток. Сакам да го поздравам министерот за надворешни работи Бујар Османи, министерот за здравство и останалите министри од ДУИ. Треба нашите да учат од нив како се води држава. Еве, дали треба да ги подцениме новите мутации на ковид? Ајде да се навратиме. Не треба да се подценат, меѓутоа овие поздрави, ако ги слушаат министрите, им посакувам успешна работа. А овие нашите треба да учат малку, да учат и многу да учат, за да видат како се води држава. Бидете поздравени и имајте убав ден. Бидете поздравени и вие секако продолжите да не гледате. Многу малку слушнавме на нашата тема, но 90 секунди ќе одвоиме и за новиот гледач. Значи, она за што зборуваме денес е дека се зголемуваат бројките, нови рекордни бројки на ковид во земјава. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка подобро да се слушнеме. Добар ден. Верувам дека гледачот ме слушнат, стишете го телевизорот. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Се слушаме? Да, повелете. Само слушам. Јас ви кажам, ако државата се крие за газдарите, нема да се деја вртуни, се деја да така да работа. Мора да се крие, нема лекови, нема ништо. Ова е бежимојук, се држава. Јас се знам, ова не ми се. Албанците не може да ги стигнат слободни. Ништо не даде слободни да дадат. Ами, ти не можеш да дадеш што ќе баци. Баци. Баци не се продава. Луѓе, дајте хигиената. Хигиената мандава. Не, никој. И сега, ја го дам битро таму, градот се тоа, катастрофи, се катастрофи, што? Те тука го паште оператори таму. Мојот го гледам на телевизија. Дека е тој број. Сете е умна, некој ќе подборят да постои. Те само да вас не и да сите не ви. Најверојатно гледачот повеќе го немаме на линија. Добро, благодарам ја што искористивте можноста да се вклучите во Црвена линија. Еве, ќе потсетам дека препораките остануваат, се разбира, особено сега во овој период. За сите оние, например, кои што го користат јавниот транспорт, препораките е задолжително да се носат маски и секако рацете да се мијат. Тоа и вон корона е важно, хигиената е половина здравје, а во аптеките и во здравствените установи секако подразбирливо и понатаму и препорачливо да се носат заштитни маски, како ова што не случајно носам денес во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам, верувам дека сте ми во добро здравје, па еве, што ќе кажете на денешнава тема? Така, ве поздравувам јас вас. Па, навистина се плашам да не дојде до нов бран, нели? Сите знаеме низ каква ситуација поминувавме во изминативе 2 години. Знаеме и дека луѓето се нестрпливи и сакаат да се дружат и да шетаат. Ама ете, вакцината повторно треба да реши единствен начин за да се заштитиме.
да бидеме поодговорни, ние самите да бидеме свесни да носиме маски, а ете особено во јавниот градски превоз. Колку што е можно повеќе да избегнуваме гужви, ако сега нели ќе бидат актуелни и фестивалите и сите летни активности. Бројките на вистина во последниве денови се загрижувајќи. Дали се уште имаме гледачката на линија? Најверојатно не, но благодарам, го цениме тоа што го споделивте вашето мислење на денешната тема. А сега еве од режија ќе побарам за оние кои што го следат Инстаграм, некои од вас можеби ја следат и официјалната страница на Инстаграм на Светската здравствена организација, која што и понатаму подсетува, еве може да видите како изгледа тој профил. Ќе побарам од режија да ви покажат на Инстаграм, да, каде што, еве, и ќе ви приведам Светската здравствена организација преку овој постер ги подсетува жителите на планетата дека 7,9 милиарди луѓе се уште живеат со присуство на COVID-19. Не е заборавена, еве повторно зема замав. Па она што ве прашуваме е секако дали треба да се поценат новите мутации, популарна е она наречена народски кентаур. Па еве да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме, дали ви имаме на линија? Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Морам да да кажам дека поприлично денес од кога почнавме немаше толку потреба да го потенцираме тоа, но останува како главно и задолжително правило. Меѓу другото, еве, ќе потсетам сите оние кои што сакаат да се вклучат во црвена линија и ќе ги охрабрам оние кои што во моментот можеби имаат реинфекција, еве, какво е вашето искуство, дали сметаат дека мерките можеби треба да се вратат, односно повторно да се превземат рестриктивни мерки, да не бидеме само на препораки и телефонот звони, давам предност на нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушам. Па еве, какво е вашето искуство со ковид и што сметате со новонастанатава ситуација и порастот на бројките? Па што сметам? Сметам дека како повторно да се враќа она што веќе го преживуваме 2 години, но не треба да се брза, знаете, не треба да се носат брзо заклучоци. Сега ние граѓани сме, сакаме да се дружиме, ама од друга страна треба и да бидеме внимателни. Многу негативни ситуации имавме примери во околина, во семејство можеби, и поради тоа треба да сме одговорни, да носиме маски, барем во некои каде што поголема концентрација на народ има, не знам, во ЈСП и слично. Исто така да вакцинацијата, таа беше решение, оној кој не се вакцинирал, моја препорака е да се вакцинира. Во однос на тоа анкетата како што ви беше нели поставена, мислам дека не треба брзо да се носат заклучоци, нели комисијата, ако не се лажам, прошлата недела имаше седница. На крајот на денот таа е онаа која што е компетентна да носи одлуки. Ние сме тие кои што треба да ги следиме и почитуваме. Тоа е мојот коментар. Имајте пријатен ден. Секако имајте пријатен ден и еве во продолжение слушнете ги и новите искуства. Значи еве ќе потсетам, бидејќи во моментот растат бројките, во последното деноноќе дури 769 случаи на COVID-19, па еве, ако меѓу вас кои што сте дома и не гледате, некој може би има и реинфекција, може да ни го кажете вашето лично искуство. Секако ќе бидете анонимни. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, добро се слушаме, тоа е Во најважно. црвена линија сум. Да, вие сте во црвена линија, повелете. Дали јас сум во црвена линија? Да, ве слушаме, продолжете. За вирусот нешто може да кажеме? Да кажете, продолжете. Видите, вирусот постои. Добро. И треба ние, како граѓани, сами да се заштитуваме. Така, продолжете. Многу се опустивме.
со свадби, сега со овие штрајкови што ги имате во Скопје, и се зголеми бројот на заразени. Значи, вирусот не бира кој се и како се, тој напајате што ги најди слабо. Затоа, мерките беа добри и треба поново да се воведат и народот да ги, граѓаните да ги почитува. Јас гледам модам во Битола кај нас овде, никој не носи маска, си се дивлят слободно, мислат дека готово вирусот е заминат. Особено вие во Скопје, чудесија, изошто ни кажувате како се. Благодарам и вам, цениме, еве ни откривте како изгледа во Битола, со оглед на тоа факт е дека нормално луѓето, особено во овој летен период, патуваат, меѓу другото, имаше и многу прослави, многу забави, свадби, сето тоа може би допринесе да се подзаборавиме малку и нели да заборавиме и на тоа да бидеме предпазливи. Ајде сега ќе одиме малку на Твитер заедницата, таму некои дури и коментираат, односно ги искажуваат своите искуства, некои кои што во моментот имаат и реинфекција. Томче Илиевски, ќе почнеме со неговиот твит кој што вели: ај 38 температура. Мисла во мене, борба имаат Pfizer, вие Кентаури. Во заграда нов вид Омикрон. Јас само посматрач како опсе. Малку шегобино, најверојатно не е лесно, па кога човек нели не се чувствува најдобро, но твитерџиите се препознатливи по својот хумор, па еве дознаваме кој како се чувствува во моментот и тоа преку коментари. Аритмија пак од друга страна вели, да повториме, ковид се добива од вирус. Вирусите мутираат нон-стоп, тоа им е работа. Дали остава траен имунитет? Не. Дали има лек? Нема. Дали има заштита? Само вакцина. Дали е лесно да се направи вакцина за вируси што мутираат како луди? Не, ама Славица вика дека е заморче. А пак имаме и ретвит на овој коментар на Аритмија, вели Кат: јас сакам да ја чекам таа новата за Омикрон што ја правеа. Ајде да видиме што ќе ни открие новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво, секој добро. Црвена линија. Слушаме, нели? Одлично ве слушам, повелете. Супер. Вака, ја мислам дека тој Тедрос и таа компанија банда негова што се таму во СЗО ќе пукне циквата еден ден и мислам дека балансот на силите по светот ќе почнат да се менуваат, па така да више нема да бидат одговорни овие западњачките судови и обвинителства да можат да гонат такви како него, затоа што овакви работи се прави со цело човештво, значи околу преку 10 милиарди народ пати ради овие такви како тој Тедрос и компанија. Ако им беше толку да запрат. А дали сметате дека треба и да бидеме загрижени поради појавата на нови мутации? Или... Значи, ја мислам дека ова пред се некои агенции што ги пуштаат отколку мутација на вирус. Не може да го снемат. Вие прележавте ли, еве кажете ми вашето искуство со ковид, дали прележавте? Со времето, ајде, ќе ми додадиш ли малку? Од времето. Ке додадеме. Какво е вашето искуство со ковид? Го прележавте? Еве, јас да речеме 2020 година пробав тоа нешто што го викаат ковид, дали беше вирус, или да беше некоја хемикалија отров. Претерав некако како претерав и сватив дека сум добро изигран и се сметам дека неколку пати го имам закачено и мислам дека сега пред 2 недели и повеќе нешто ми се случи слично на тоа, со суво грло, кашпање и ти работи, ама си бута имуно глукани и витамини С. Додатно плюс исхраната појачена витаминска, значи со портокали, лимони, помаранџи и таму банани. И нема друго, али само пак ќе кажам. Прашање е смислена диверзија, саботажа кон човештвото. Поздрав, пријатно. Имате уште 15 секунди, ви ветивме дека ќе ви ги додадеме, па сега дали ќе кажем уште нешто? Се исклучи гледачот. Како и да е, црвена линија ветено сторено.
Значи, во продолжение, еве, слушавме кој какво искуство има, некој дури има реинфекција, како што слушнав од гледачот, не е направено тестирање, најверојатно не чувствувал потреба дека е тоа. Ќе видиме што ќе кажат останатите гледачи, слушате најразлични мислења, ставови, па еве уште еден нов став. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, стишете го телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден. Да, одлично ве слушам, повелете. Вака сега, мене овдека ја не можам да сватам какви контрадикторни се. Значи, нели, на то по короната не делува и, што да ти кажам, пука температури, цела Европа, сегрека јаки температури, од кај дојде вирусот, мене уопште ова не ми е јасно. Значи, ова нешто е кој како сака, така си прави. Јас нити сум вакцинирана, нити сум прележала, не знам што да кажам, фала му на Господ, изгледа имам некој добар имунитет, се пазам како што е најнормално, маски, мијење раце и толку, нешто специјално не. Меѓутоа, не можам да сватам, више мозокот не го испраса овој, значи само вакцини. Па овде веќе мене ми гледа више некако да иде финансиски. Значи упорно вакцини, значи народот го не знам, го донесува до нула. Народот не може да преживе пошто нема пари од ова економски да се храни како што треба, а не да прави овие тестови. Значи ова е, па направи, ако сакаш да го народот, ако сакаш да го соочуваш, па направи бесплатни тестови, дај му, соочувај го, секој да оди, да сака да може. Ова овдека све со некои уцени и со некои финансии. Гледаме дека здравството ни е буквално само на финансиска гледна точка, ништо друго не го интересира за народот. И ја мислам дека е ова превише, ова твитерџиите, алал да им е. Секоја чест ги поздравувам, значи, ова, така да, само пазење и не многу, не знам, ова... Секако знам дека ни е драго што еве се вклучивте во црвена линија. За сега слушаме различни, некои идентични размислувања околу тоа, па да видиме дали треба повторно да се преземат рестриктивни мерки, дали сте еве загрижени за појавата на нови мутации. Официјално во Македонија детектирана е BA5 варијантата на Омикронот. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, верувам сте ми во добро здравје. Повелете. Добар ден, ве поздравувам вас и вашата телевизија и сите гледачи. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Вака, знаете вие, 2 години ние како поминаме со COVID-19. Повеќе тоа беше препуцавање политичко, така да здравството го политизиравме. Сите зборуваме едни кон други, не бевме сериозни на тој ковид што се појави. Никој немаше верба. Зашто не стигнали вакцините, зашто дошле, зашто ги примале, зашто не. Јас апел до сите гледачи и граѓани. COVID-19 е излезена од лабораторија, кој што како излегла, од кај никој не му знае трагот. Многу сериозно треба да ја сватиме оваа пандемија, како да ја нарекоме COVID-19. Ние сме несериозни. Ние се зборуваме, само за висината не зборуваме. И таа несериозност го плачаме цехот со живот. Јас се вакцинирав со 2 вакцини, меѓутоа имам последици, не би сакал да ширам такви верзии, ќе оставам на мене, моето искуство, за си го имам сериозноста. А дали треба да се преземат мерки? Ја мислам дека првите мерки се маските. Да бидеме дистанцирани и да немаме дружење во затворена просторија. Во отворена просторија, да. И ако го сватиме тоа сериозно, мислам дека можеме да ја победиме. Благодарам секако што се вклучивте и вие во црвена линија. Телефонот звони, но јас сега повторно ќе одам на Твитер да ви откриам уште еден коментар, бидејќи твитерџиите меѓу себе нели си поставуваат прашања, особено кога станува збор и за новонастанатата ковид ситуација. Деки прашува, абе кој е заразен од госпојата корона овде на Твитер? Еве вака изгледа кога се објавуваат твитерџи кои што еве добиле ковид, како Sunshine профилот вика кој сака нека честита, со лесно да си ја поминам. Ова е брз ковид тест. Еве го резултатот, позитивен.
Секако на Саншайн ќе ја поздравиме, бидејќи ова објавено пред 44 минути и ќе посакаме добро здравје и што поскоро, нели, да си се врати во својата нормала и добра здравствена состојба. Одиме со гледачот. Добар ден, Црвена линија. Добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме, Црвена линија? Вие сте во Црвена линија. Дали повторно да кажам да се намали тонот на ТВ приемникот, тоа задолжително направете го. Ве молам, бидејќи така и одлично веднаш ќе се слушнеме. Наместо повеќе пати да велиме добар ден, ало и така натаму. Одрежаме велат има гледач. Ајде да пробаме. Добар ден. Здраво, Тина. Здраво. И доле, јас сум во програма, сум супер. Види вака се, да, проекава се зголема и уште поголема ќе биде. Тоа до септември кусна како ќе изгледа, многу јако. Вирусот е нон-стоп тука, како што знаеме, и преку цело лето. Значи имаше, нели, помалку заразен, имаше луѓе што беа заразени, ама не беше како сега што е зголемено. Се отида по одмори и така, натака се враќаат. Али една работа да не се забори, да маските не се само за просториите, за внатрешни простории. Значи се гледа дека вирусот најмногу доеше, значи доеран се фати на фестивал, сега охрид тука, значи пожурки по едно по друго, значи надвор кокетира најмногу вика вирусот. Не е само за внатрешно, ќе се стават маски така натака, ама се гледа дека од надвор луѓето кои што се мешаат тука едни до други добиваат вируси. Го фаќаат вирусот. Дали е омикрон, дали лесен, дали не е лесно се фаќа или така натака, не е битно. Важно дека не е само причината внатре. Маски, значи обавезно. Да не се чека воопшто, маски обавезно. Веднашка. Еве имам илјаме и спортски терени, има и така. Не само кажем уште колку секунди имам, бидејќи ја каснам... Уште 21. Уште колку? Уште 19-18. Еј, џабе уште 19-18. Да ги демалат цените за тестовите, бидејќи се безобразни више големи, затоа луѓето не се тестираат, зимат онакви тестови од апотеки. Веднаш како може да има се Жан Митрев и Систина плаќа по 4.000, а на друго место беше и по 1. Намалете ги. Благодарам. Цениме што го споделивте своето искуство со нас. Еве слушате што коментираат, какви ставови и размислувања имаат сите оние кои што досега се вклучија во Црвена линија. Јас ќе кажам дека ако се прашуваат младите, интересно е дека воопшто како и да не се загрижени, најверојатно младоста си сака забава. Добар ден од Црвена линија. Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас, се надевам дека сте ми во добро здравје. Да. Повелете. Прво да ви кажам, ова е интересна работа. Жена ми е 2 пати вакцинирана. Добро. Ја не сум ни еднаш. И сега нешто, тоа ви кажам пред едно 3 месеци, 4, осетив као нешто, некоја мала температура и другиот ден викам на жена ми, ајде идеме да се тестираме. И одиме двајцата на тестирање. Прво не ја тестираат, после мене. И ни викаат, ајде за 40 минути ќе ви јавиме дека тестовите се готови. Ние воват, одиме ги зијаме тестовите. Жена ми гледа позитивна, а мене негативна. А заедно со жена ми сме нон-стоп. И сега како тоа може? Мене тоа ми изгледа дека изгледа ова нешто само за да се дојде до пара. Друго не знам ја што да кажам. Видете, најверојатно вашиот имунитет е добар. Ке видиме гледачите што ќе кажат, можеби вакви искуства не е вашиот единствен случај, но факт е дека вирусот го има. Така да јас ке посакам да се останете во добро здравје и секако да продолжите да ја гледате Црвена линија. Слушавме едно интересно искуство, ќе видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Јас ќе ги охрабрам и помладиве да се јават. Знам дека сакате да коментирате повеќе на социјалните мрежи. Ке побарам од режија, еве да видите и на Твитер каква е состојбата кога станува збор за корона.
Маверик како одговара на убава имилна со лесно, бидејќи и таа најверојатно има позитивен тест на корона и јас исто вели пола Твитер корона. Така барем изгледа ситуацијата на Твитер, ако им веруваме на Твитерџи. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Го стишавме ли телевизорот? Добар ден. Темата е многу актуелна и би рекла сега вака, нема што толку нели да се оплачеме, пошто веќе доаѓа, да речем, старо, нели 5-2 години почна короната. Би рекла дека сега според некој нов, еве да кажам, пошто мојата верите како химичар ја, значи химиска гледна точка да кажам дека луѓето треба повеќе што се вика спомнуваат имунитет точно. Но ако земеме дека ова се е поврзано нели со киселород, знаеме дека всушност ако земете што е короната, тоа е исто како да речеме кога немате киселород, како оние знаете луѓе кои гниврат, нели? Они што сака да речеме да гниврат, еве помладите, и нели кога снемавате воздух, значи доволно кислород. Така да мене не ми јасно зашто уште никој по 2 години да се охребе од странските да каже точно кој е протеинот. Значи знаете кога се зборува за вирус, треба се каже кој е протеин. Кога ќе знаеме ние што е протеинот, нели, значи тој протеин што го носи вирусот, ќе знаеме како да се храниме. Затоа реков, сега тука треба веројатноста е тие тешки метали. Затоа реков да го спомнам тука е флуора, затоа што не знае, нели знаеме сите ние ме така зади со флуор. Така да еве нутриционистички, ако слушате да гледате, кажуват да не седе многу кавитамин. Кавитамин всушност ја згрушнува крвта. Значи, разбирате, све околу таа циркулација, за рекол, треба луѓето искрено повеќе на храна да се посвета, за да кога да ги фаќа нели паника. Затоа некој да рече, јако поминав полесно, некој не. И нормално, значи, да речеме, не треба многу тешка храна, така и летно време. А дали треба повторно еве да се превземат рестриктивни мерки? Како се пренесува, значи, ова огромна веројатност дека не може да биде природен вирус. Не ве разбрав? Што ќе ми одговорите? Треба да се превземат рестриктивни мерки? Велико само на чиста совест, ако доаѓа тие од Грција, последни кај нас од странство доаѓа вирусот, ако може малку барем 2 дена што се вика сами карантин да бидат, нели за да видиме како ќе се развие. Така, благодарам, цениме што се вклучивте и вие во црвена линија. Значи, имаме нов гледач, што е добро, нека ви има во поголем број, слушате најразлични искуства, ставови, мислења, ева имаме уште едно ново во овие 90 секунди. Добар ден. Ало. Добар ден. Секој е добро. Црвена линија. Ало. Јас ве слушам одлично. Црвена линија. Слабо ве слушам. Мене ве слушате, бе? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Па, за ова ковид. Так. Ја имам 3 вакцини примано. Со керка ми легал од Белешките села сум. Така. И па не 3 вакцини. Прима, керка ми немаше прима, она си онако си беше болна, на друго она почина со њозе кревет до кревет, не пушта, ја мораше да биду придружник. Така. Ме разбирате? Да, продолжете. И па немам, фала Богу, ни прелегано ништа и цела болница увеле со коветот. Нели има една барака направија, овој речи од брако. И па не ме го на цела болница, ја шетав нагор, си испаѓал, пев до град, натаму нааму, керката. Ми почина во октомбар, на 29 октомбар. Она не беше од ковид, имаше инаква падалица, едно друго. И тој беше работата. И со њозе, да го носимо за Скопје, ништа не бива. Имам у Скопје доктори, едно друго, све. Познати, роднина. И ми вика, драѓе докторот се вика. Да ве прашам, дали според вас повторно треба да се превземат рестриктивни мерки? Па не, ако беше сама, ќе требаше да се преземе, ја бев со њозе. Така, благодарам што искористивте можноста да кажете ваше искуство и мислење во црвена линија. Сега одиме со реклами. А сега време за резултати од Инстаграм анкетата на црвена линија. Заследете на таму за да гласате утре, а денес на прашањето дали треба повторно да се преземат рестриктивни мерки, 55% одговорија со да и 45% со не. Јас тука ве поздравувам, останете ми најважно во добро здравје, внимавајте на себе, гледајте Телма, а јас и ви утре повторно во истото време. Довидување.